Според последното истражување на Европската комисија, градот Скопје се наоѓа на дното на листата по квалитет на живот. Отвараме темата. Како со вакви поразителни резултати, во кои што се анализира речиси секој сегмент од општествениот живот, да ја задржиме младината во земјава. Ке разговараме и ке се обидеме да анализираме со Бојан Кордалов. Бојан? Здраво, Јована, благодарам за поканата. Добро утро, благодариме, се разбира што еве и на ваков начин можностите ни овозможуваат да успееме да се видиме и да се обидеме да анализираме. Се надам дека го поглед на истражувањето, речиси секој сегмент од општествениот живот се анализира од услугите од јавната администрација, кој што речиси ниту еден граѓанин не е задоволен од истите. До јавниот превоз, кој што многу малку се користи, а се жалиме од загадувањето, од друга страна до сообраќаен метеж и до задоволство и квалитет на живот секојдневно. Што ќе кажеш ти за сево ова наспроти истражувањето, наспроти од друга страна реалниот живот кој што ни се случува? Мене воопшто не ме изненадија резултатите. За жал, децениската не грижа за суштинските проблеми. Децениската не грижа за она што луѓето сакаат, имаат потреба да го добијат како услуга и како се. Сметам дека резултираше со оној факт кој што доведува до вакви резултати. Во исто време, кога велиме, например, за јавниот превоз, мора да бидеме свесни дека дури дел од луѓето и да сакаат, не можат на исти начин да го користат јавниот превоз, како што, например, тоа е случај во земјите од Западна Европа. Ние многу често, кога одиме некаде на Запад, користиме само јавен превоз. И воопшто немаме никаков проблем да го постигнеме, да го фатиме, народски кажано, тој јавен превоз, кој што е на минута, 2-3, кој што е на секоја локација, кој што се состои од поврзување со различни видови на сообраќај во самите главни градови, помеѓу градовите, но и помеѓу државите. Кај нас, за жал, гледаме возови кои што се помалку сообраќаат до дестинации. Гледаме возови кои што од град до град доцнат или воопшто ги нема, но гледаме и автобуски линии кои што постојано доцнат. Така што ако сакаме нешто да промениме и ако сакаме анкетата да изгледа подобро, треба да почнеме да менуваме на терен. Треба да почнеме да работиме и пред се властите на централно и локално ниво, наместо да бркаат само изборни резултати ова изборна година, мора паралелно да ги остават институциите и јавните администрации да им бидат поддршка да почнат да работат конкретни мерки. Бојан, сакам за една социјална тема која навистина многу загрижува, се наоѓа во истражувањето, вели вака, само 38% од скопјаните имаат доверба во своите сограѓани, што значи дека не би побарале помош доколку им е потребна. Освен што имаат недоверба, 60% сметаат дека Скопје е небезбеден град за своите деца и небезбеден град за движење ноќе. Ние сме од една генерација од која што кога ноќните излегувања, кога бевме млади, ги завршувавме со тоа што пеш одевме дома. Колку се променија работите? Како еве и со вакви услови, како по друга страна да ги оставиме децата самостојно да растат, самостојно да се социализираат, велиме да излезат надвор сами со своите другарчиња, да ги пуштиме? Не сум сигурен колку може тој процес да се врати назад од она време во кое што велиш ние кога растевме. Меѓутоа, сведоци сме на една појава. Еве, вестите одеа токму сега, пред овој разговор. Кога ќе слушнете што се случува и во државата и во светот, природно дека вие градите недоверба, имате сомнеш за безбедноста и за условите во кои што живеете вие и вашите деца и вашите блиски. За жал, наместо постојано да се трудиме да ги менуваме работите на подобро, наместо сите заедно да работиме на позитивни практики да ги создаваме, ние постојано остануваме вџашени и постојано се оддаваме на проблемите и предизвиците кои што постојат. На крајот на гриштата, денеска ако се завртиме наоколу, детската игра која што беше во малата, во околината и така натаму е заменета со различни курсеви, спортски активности во клубовите, што не велам дека е лошо, меѓутоа начинот на живот е тој. Дали се живее помалку или повеќе безбедно, за тоа говорат фактите и податоците. Сметам дека со оглед на тоа што навистина се движиме слободно и што имаме
ноќен и друг социјален живот, можеме да бидеме задоволни од нивото на безбедност. Меѓутоа, секако дека треба многу да се поработи на тоа да го обогатиме тој, не само ноќен, туку и културен живот и на местото од стравот да дадеме содржини. Содржините се нешто кое што фалат и во главниот град, кое што фалат и во Македонија. Многу малце културни и други активности ние ги гледаме, особено споредно со државите и главните градови во регионот, а особено во Европа и светот. Така што ако се потрудиме да ја збогатиме културната, спортската и другата програма, особено за младите луѓе, ќе можеме да видиме поголемо задоволство и помал страв за безбедност. Сега има една позитивна работа тука во истражувањето се наоѓа, вели во Скопје лесно можете да најдете добување и да си обезбедите сопствено домување, што е една позитивна работа, но би сакала да ја заокружиме темата со тоа што го поставивме прашањето како младите да ги задржиме во земјата, како да го сакаат своето работно место, како да ја гледаат својата идна професија и живот тука во сопствената земја, во сопствениот град, а имаме факт дека во истражувањето вели дека 60% од граѓаните се незадоволни од изборот на сопственото работно место. Прво, не сум сигурен колку е лесно да се најде домување во Скопје. Така вели анкетата. Да. Затоа велам, и веројатно ако подлабоко анализираме, а не споредуваме со другите градови, мислам дека ќе дојдеме и тука до негативни резултати. Како да се сака работното место и како да се задржат младите, еве наједноставен пример. Ако ние 5 дена околу Нова година се мачевме со загадениот воздух и страв да излеземе надвор заради респираторни и други инфекции кои што се зголемуваат со лошиот квалитет на воздух, мислам дека се дава само одговорот дека е многу тешко да го направиме тоа. Ако ние за дочекот на новата година не знаеме дали ќе ни биде накитено, дали и кој ќе настапува во градовите и каква забава настрана од тоа ќе има, а тоа не го гледаме на запад, мислам дека и тука се наметнува одговорот дека е многу тешко да ги задржиме младите. Ако државата не дава финансиски средства за поддршка на бизнис и други идеи на младите, туку едноставно чека дека по ние методиот пред 20-30 години ќе ги задржи во Македонија на работните места, тој е уште еден одговор дека не можеме да стигнеме до таму. И на крај, само едно од низата, ако не ги препознаваме професиите на иднината, фриленсерските и IT базираните професии, кои што младите ги работат на далечина и ги работат со компании во други држави, и тоа не го гледаме како потенцијал да ги задржиме младите дома со тоа што ќе ги помогнеме, ќе им дадеме поддршка и ќе платиме дел од даноците, дури ќе најдеме начин како да ги стимулираме повеќе да заработуваат, а само гледаме начин како да ги даночиме, уште еден доказ зошто и како младите нема да наоѓаат причини да седат во Македонија, туку ќе гледаат да ја бараат еднијата надвор. Може тоа да се промени, ама бара работа. Можат работите да се снедат, ама бара да се вклучат младите луѓе, да се седне заеднички и да се направи конкретен план, не стратегија, туку план кој што ќе почне да се имплементира уште веднаш. Еве постојано повикуваме на истото, еве сега искористивме овој разговор да ги упатиме истите пораки, па се надеваме дека оваа 2024 бар ќе направиме некој исчегор и нешто од се она што досега сме го зборувале, па и на стартот на оваа година дека ќе вроди со плод, има доста време. Треба да се слушне само малку филата која што работи, анализира, споредува, но и го знае начинот на живот кој што го имаме ние тука во Скопје. Бојан, благодарам. Благодарам многу. Благодарам за гостувањето. Тоа беше Бојан Кордалов, со кој што го анализиравме истражувањето на Европската комисија.